Токму така, Градимир активно е вечерва во мобилното студио на телевизија Нова. Преку целиот ден имаме гости, ги анализираме пораките упатени од политичарите од бината во градовите каде што држуваат митинзи. Вечерва, да повторам, сме во Струмица на плоштадот Гоце Делчев, каде што пред малку заврши митингот и на мое огромно задоволство на нашата поканата на телевизија Нова се одзва и директно од бината во отвореното студио. Вечерва имаме еден од кандидатите за пратеници од изборната единица 4 од коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, господинот Ванко Верманчев. Добро вечер, добро дојдовте во мобилното студио на телевизија Нова и ви благодарам што веднаш се одзвавте на поканата. Не е лесно да се најде гостин, посебно не во вака активна кампања кога вие имате најмногу работа, меѓутоа морам да кажам дека со коалицијата за подобра Македонија досега соработуваме одлично, секогаш сте се одзивале на нашата покана и ве затоа сте дока си вие вечерва. Добро вечер и вам, ви благодарам на поканата, ве поздравувам вас, вашиот медиум ТВ Нова, сите, целиот македонски народ директно од Струмица. Ајде да започнеме со тоа. Беше еуфорично и спектакуларно вечерва на плоштад Гоце Делчев во Струмица. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, обраќајќи се на народот, гледајќи ја задоволен од бројката на граѓани кои што беа собрани пред бината каде што се одржуваше митингот, најави победа за Македонија. Можем ли отприлика, вие сте еве од овде, колку народ имаше? Дали може да калкулираме со некоја бројка? На моје огромно задоволство имаше премногу народ. Можеби статистичарите ќе избројат прецизно, но јас сум уверен дека имаше повеќе од 15.000 народ. Така. Ајде да зборуваме малце за пораките кои што ги упативте на струмичани кон целиот македонски народ од бината овде. Што е она што вие го нудите како кандидат за пратеник заедно со вашата партија и коалиција? Зошто граѓаните на 11 декември да го дадат гласот за вас? Ние тука, струмичани, најдобро знаеме што ни фали и што може да направиме многу повеќе за нашиот град. Значи, програмата реално што ја направи ВМРО ДПМН во огромен дел е вклучена Струмица како интегралност. Значи, реално за Струмица оваа програма нуди многу проекти. Можеби најголем бенефит ќе има новото крило на болницата која е во завршна фаза. Пошто јас доаѓам од секторот здравство како лекар, значи со посебна гордост и задоволство ми е што се планирани над 1 милион евра инвестиција во медицински апарати и опрема. Значи, новото крило од болницата е во предвидената динамика и се надевам дека на лето ќе ги имаме првите прегледи, првите хоспитализации, првите новороденчиња. Освен секторот здравство, кој што навистина е добро опфатен во програмата, значи за Струмица се предвидува да се врати културата со тоа што домот на култура ќе биде комплетно реновиран, кој што представува срцето на градот. Моментално сме само на неколку метри од него, значи и тоа чука за Струмица. Потоа, значи во план се изградба на нови спортски сали, значи повеќе наменски игралишта и можеби она што му фали на младиот човек, значи изградба на олимписки базен, затворен олимписки базен со димензии за пливачки спортови и повеќе наменски објекти од полето на спортот. Потоа, значи предвидени се проекти како што е, да кажеме, изградба на културни домови, исто така во населените места, значи тука се Муртино, Просениково, изградба на локалните патишта, значи знаете Струмица се наоѓа на тромеѓиото меѓу Бугарија и Грција, значи нов проектиране, нов пат, значи проширување на патот со изградба на нов до границата до Бугарија. Исто така во програмата се внесени и многу проекти како што е театарот, новиот театар е во завршна фаза, така да струмичани ќе можат да осетат еден нов пулс од новата Струмица. Значи веќе подолго време живееме во една монотона Струмица, посебно во последните 7-8 години и затоа ни е потребна нова сила, нова свежа за да ја забрза таа динамика. Ние струмичани знаеме како живеевме и знаеме како е подобро да живееме во неа.
Еве упативте порака одовде од центарот на изборната единица 4 од Струмица, токму местото кое што велат дека сега за сега е се уште бастион на Зоран Заев, бидејќи нели тој е градоначалник веќе во 2-3 мандата, како што сега еве на крајот споменавте, знаете вие како сте живееле додека е тој градоначалник. Меѓутоа му упативте силна порака на македонскиот народ. Очекувате ли дека ете вашите пораки, програмата реално ќе се доволен основ за конечно да ја земете Струмица под своје, да речеме? Вечерва покажавме дека Струмица била и повторно ќе биде ВМРО-вски град. На шала можеби, ама со вистинска порака еден од коалиционите партнери убаво рече: вечерва во Струмица имаше повеќе народ отколку опозицијата во Скопје. Тоа е сигнал дека Струмица се буди, дека Струмица знае да препознае реални проекти и дека Струмица овој пат ќе победи. Дали може да проанализираме, еве слушнавме што каже кандидатот за пратеник, коалицијата за подобра Македонија се чини одговара на сите оние провокации нормално што ги наметнува опозицијата и на сите оние прозивки, но некако се обидува тоа да не надвладее над кампањата, туку да се задржи на програмата реално која што ја имаат и да им се даде на граѓаните она што тие велат дека е уште поважно, нели, економијата. ВМРО-ДПМН и коалицијата имаат преобемна програма, на 500 страници е содржана програмата и целосно се фокусирани само на презентација. Тоа буквално не може да се презентира се, значи треба да земе да се прочита. Во моментов во Источна Македонија се градат автопатишта во вредност од 200 милиони евра. И тоа во изборна единица 4 на теренот каде што Зоран Заев вели дека е кај него дома. Патен 2014 година ВМРО-ДПМН победи во Струмица. Сега анкетите велат дека повторно ќе победи ВМРО-ДПМН. Груевски му отиде на терен на Зоран Заев. Железничката инфраструктура ја подобрува. Значи мене повеќе ме интересираат тие крупните проекти, сега за Струмица конкретно господинот ќе каже. Меѓу преска зборувавме гасификацијата, значи која спаѓа на територија на цела Македонија, патната инфраструктура, 200 милиони евра моментално се градат во Источна Македонија. Јас во програмата во што можев да прочитам за изборна единица 4, буквално за секој населено место, град, село или било што има предвидено патишта, реконструкција или изградба на целосно нови патишта, проширување и така натаму. И мислам дека изборите ќе ги добијат ВМРО-ДПМН во оваа изборна единица и во Струмица, вклучително, а за понатаму ќе видиме како ќе течат нештата во политиката во Република Македонија, не очекуваат локални избори. Така, Груевски, лидерот на коалицијата за подобра Македонија, дури му порача на Зоран Заев вчера од митингот дека не само што нема да бидеш премиер на овие избори, туку и во после изборите локални кои што следат во мај, нема да бидеш веќе ни градоначалник. Колку имате можност и што ви е потребно сега, со каква бројка евентуално да победите, за да можете да го реализирате сето она што го ветувате на граѓаните, бидејќи гледаме многу дигна прашина најавата за двојазичност. Малку беше чудно што еден струмичанин човек кој што доаѓа од средина каде што нема албанско население, ги подигна стандардите, ги подигна апетитите на албанските партии за двојазичност и така натаму, што може на партијата да и предизвика проблем на владачката коалиција во моментов при формирање утре на влада, при носење на закони, при реализирање на сите оние проекти кои што сте ги зацртале. Очекувате ли дека ќе бидете оставени на рад тоа да го направите доколку победите? Струмичани знаат да препознаат и овие сите, јас би ги нарекол смешни изјави на опозиционерот, дека овој пат ќе ги казни. Ние тука од Струмица знаеме дека двојазичност на заедница која не живее не може да претрпиме. Не може да дозволиме од тука да потекне идејата за двојазичност, за федерализација, за кантонизација на нашата тетковина. Нас ни треба унитарна земја, самостојна Македонија, во која што и Струмица ќе живее заедно со сите други градови. ВМРО-ДПМН со своите проекти има план и програма како сето тоа да го реализира. Мислам дека е време да се ослободиме од самоволието на досегашниот градоначалник.
и сум уверен дека овој пат ќе победиме и народот ќе го казни и неговото дело и ќе ги препознае нашите реални проекти. Јас очекувам победа која ќе биде изразена во илјади гласови, а тоа ќе биде предзнак за да се ослободи и секој струмичанец што има притисок за да гласа и на локалните избори, сум уверен и таа победа уште повеќе ќе ја дуплираме. Јас ви благодарам што одвоивте време и што ете и по завршувањето на митингот веднаш од бината дојдовте во мобилното студио на телевизија Нова. Големо благодарам и до аналитичарот Никола Србов кој што цел ден го изгуби со екипата на телевизија Нова. Се надевам дека не ви измачивме премногу. Не е лесно да си во живо толку часови во програма, меѓутоа се со цел на граѓаните им ги пренесеме пораките од политичарите. Ви благодарам на обајцата за гостувањето. Овде јас ќе го завршам овој ден. Со ова вклучување завршува денешното патешествие на мобилното студио на телевизија Нова, но утре повторно сме на терен. Екипите на телевизија Нова не застануваат. Од стартот на оваа кампања до крајот на оваа кампања со мобилното студио ги следиме партиите.